Почитувани, добро вечер. Започна изборната кампања за престојните локални избори. Телевизија Плюс во наредниот период ќе се погрижи да овозможи бесплатно представување на сите кандидати за градоначалници. Редоследот на гостувања ќе биде согласно направената ждрепка од страна на Државната изборна комисија. Либерално-демократската партија за прв пат во Куманово ќе настапи самостојно на локалните избори. Во коалиција со ДОМ е одлучено во трката за градоначалници да влезе младата Теодора Димитровска. Добро вечер, ви благодарам што одвоивте време за овој разговор во емисијата Став и што вечерва сте моја гостинка. Добро вечер, драго ми е што сум ваша гостинка и ви благодарам за поканата. Драго ми е исто така што сум и прв говорник во вашето студио. Се надевам дека ќе имаме прекрасна вечер и ќе разговараме на теми на кои што мислам дека е потребно граѓаните да слушнат. Така. Може би најголемо изненадување во Куманово беше токму вашата кандидатура. Што ве потикна на оваа возраст да се вклучите на овие избори? Така, тоа е прашањето кое може би секој ми го поставува, што те потикна толку млада. Јас може би немам толку животно искуство, но сепак имам искуство, имам работено во различни невладини организации, на различни проекти и доста сум активна во цивилниот сектор, во невладините, сега и владините организации. Мислам дека времето е младите да се слушне гласот на младите. Кога викаме дека младите ги вклучуваме, младите не можат да бидат вклучени доколку директно не донесуваат одлуки. Така да ова е вистинско решение според мене. Јас сум многу мотивирана личност, иако сум најмлада, секако ново е за мене, но сметам дека ова е вистински избор за тоа како младите се вистински вклучени во политиката. По професија сте дипломиран правник, ангажирана во Министерството за локална самоуправа. Можете да ни кажете нешто повеќе за вас? Да, секако, јас сум дипломиран правник, дипломирав во јуни со просек 9,8, одсек правни студии, моментално запишувам мастерот за меѓународно јавно право и Европска унија. Освен моите правни студии, бев ангажирана во Министерството за локална самоуправа, со што имам искуство во тоа како функционира децентрализацијата, институционална децентрализација, како функционираат општините, колку надлежност имаат општините, колку надлежност има Министерството. Сепак, по големиот дел од времето, јас бев во правниот сектор на Министерството и се занимавав со правните работи. Освен тоа, посебно овие 3 години, бев активна во граѓанскиот сектор, со што првиот проект со кој што започнав беше Либералната академија, организирана од страна на Либералниот институт. После тоа следуваат мои интернационални соработки. Прво од такви проекти беше ProgWeb или Progressive Politics in Western Balkans. Беа представници од сите држави на Балканот кои што не се членка на Европска унија, со што креиравме заеднички политики. Младите од либералните подмладоци и подмладоците на социјалдемократските партии беа заедно и креираа прогресивни политики. Од тука излезе еден убав документ, јавна политика за тоа како да се намалат екстремистичките десничарски влијанија кои што се јавуваат постепено во нашите држави. По тој проект учествува во еден друг проект кој што го организира европските либерали на ниво на Европа. Во овој проект беше за тоа како да се креира кампања исклучително на социјални медиуми, со што ние изработивме policy paper или документ за јавна политика во делот на тоа како може да се зајакнат младинските крила во политичките партии, затоа што можеме да видиме дека иако постојат политички подмладоци, сепак тие не се толку активни и не се толку гласни, сепак се држат до агендата на сениорите, како што ги викаме, така да мислам дека овој проект е исклучително значен затоа што предвидовме мерки, например, доколку политичката партија иницира 5 предлози, два од тие предлози да бидат младински политики и младински предлози, со што сакаме подиректно да ги вклучиме младите во делот на иницирање во рамките на самите политички партии од една страна, од друга страна да се демократизираат повеќе политичките партии. Потоа следува проект на кој што сум исклучително сретна, тоа е проекти кои што ги работев во рамките на правната клиника за бегалско право и миграција, затоа што една година слушав обуки од различни предавачи и професори од странство кои што не учеа за тоа што е бегалското право, што е мигрантското право, која е нивната разлика, и од тука произлезе еден труд со што представува наставен како што представува прогон во рамките на бегалското право.
Имаме уште еден труд за себе, а тоа е прогонот во Куба, односно која е причината, дали ние на овие простори сме запознаени дека постои огромен број на бегалци во Куба и која е причината за појава на тие бегалци. Исто така, на крај, односно во последната година од моите студии, сум автор на уште еден документ, на уште една политика, а тоа е во делот на истражување, во делот на абстиненција на судии од судење, односно дали нашите судии смеат да одлучат дали сакаат да пресудат некој случај или не. Различно од тоа кога мора да бидат законски иземени. Во една од последните обуки на кои што присуствував беше Second Balkan Dialogue between Macedonија и Грција, односно што после Преспанскиот договор, како можеме ние заеднички помеѓу двете држави, но поконкретно на локално ниво да креираме политики, односно да ги вмрежиме нашите општини да соработуваат повеќе. И тука излезе исто така еден интересен документ како општините да соработуваат, затоа што постои кај нас некоја минимална пракса на општините за тоа како соработуваат со некои општини од Грција, но сепак таа е на многу ниско ниво, така да мислам дека овој исклучителен проект кој што може да помогне и ние да учиме од нив и тие да учат од нас и заеднички да споделуваме искуства и знаења. И како последен проект на кој учествував беше поддржан од британската амбасада, тоа е за јавно говорништво, во кое директно како денес што седам тука со вас, директно ни беше имавме нели обуки со новинари како да одговараме, како да се однесуваме во политички дебати, до каде, какви говори треба да одржуваме, така да исклучително искуство и во после изборниот период секој подмладок, односно затоа што беа представени нели скоро сите подмладоци на политичките партии, сите од кои што беа присутни подмладоците, треба да организираат своја јавна дебата и ја поддржувам иницијативата и можам да кажам она што јас го приметив е дека кога ние соработуваме, затоа што во последно време се креираат академии помеѓу сите политички подмладоци. Сите политички подмладоци се повикани. Ние многу убаво соработувам. Никој од нас не ја става на маса дневно политички теми. Така да мислам дека треба да се задржиме на тој нели демократски пристап и дека треба така младите да ги градиме со што ќе ги почитуваат туѓите и различните мислења, а не само своите и да се залагаат само за своји вредности. Мора да учиме и од другите за ние да бидеме подобри во иднината. Заедно со останатите кандидати, нели го потпишавте кодексот за фер избори, најавивте позитивна кампања, но малку поразлична. Како ќе настапите? Дали како и останатите ќе отварате штабови, ќе имате големи митинзи и слично? Па јас лично, како млада лично, за мене атрактивни штабови никогаш не биле. Мене тоа искрено не ми е атрактивно и не ја сваќам поентата на секој чекор да има штаб. Ги прифаќам тоа дека другите кандидати отвараат штабови, тоа се нивни политики, ние настапуваме со други, значи со друга кампања, настапуваме со пограѓанска, затоа што јас сум човек, граѓанин и тоа ќе останам до крајот на оваа кампања, па и после кампањата, нели после 17 и 18 и сепак треба после да излеземе со чист образ, што се века. Ние ќе одиме со кампања која што ќе биде поурбана, одиме со отворени настани, со настани помеѓу граѓаните, со организирање на различни средби, со организирање на интересни проекти кои што ги работеа младите, представување на тие проекти, можеби ќе имаме и гледање на филм заедно, на отворена, така да нашата кампања нема да биде класична кампања како што досега имаат жителите на Куманово Видено, но ќе биде некој поразличен пристап, можеби проевропски и нешто што мислам дека ќе биде атракција во тој дел за сите нас. Така. Дали е предизвик да се биде единствена жена кандидатка за градоначалничка на Куманово? За мене е предизвик не само тоа што сум единствена жена, туку што сум и најмлада личност. Мислам дека до сега во Куманово немало толку млад кандидат, па ни жена кандидатка. Предизвик е да во светот, односно во моментот во градот во кој што нели пробуваме да внесеме некои нови мерки, некои нови решенија, прогресивни, европски, модерни. За мене е исклучително чест што ќе влезам во историјата на тоа дека сум прва жена и тоа најмлада. Да, предизвик е, но јас го прифатив тој предизвик и мислам дека добро ќе се носам со него до крајот на кампањата. Така. А сметате ли дека жените имаат простор, дека рамноправно се вклучени во политиката?
Искрено до некаде да, но не целосно. Можам да го пофалам нашето движење одлучно за промени, дека се најде на листата во која што највеќе жени се представени, и тоа со 27,7% за кандидатки за градоначалнички. По нас иде и тоа се по нас иде Левица со 25%, а поголемите партии СДСМ иде со 7,2% и ВМРО-ДПМН со 4,8%, така да можеме да видиме дека нашето движење највеќе ги става жените како креатори на политики и на одлучувачките позиции. Исто така би сакала со вас да споделам дека од сите 889 советници кои што кандидати за советници, 414 се жени, со што тоа е процентот 47%, нели? И од 51 на советничка листа, 9 се жени носителки, што е бројот 18%. Така да во нашето движење, во рамките на нашето движење, коалицијата на Дом и на ЛДП, исклучително важна улога се дава на жените, и не затоа што на мене лично многу ми смета се потенцира жени како жената да е некоја друга групација и дека жената не може да биде директно во политиката. Не, жената е исто што и мажот, и таа е човек и таа размислува. Така да ние не ги ставаме жените затоа што се жени, него затоа што се квалитетен кадар. И тоа мислам дека е исклучително важно да се потенцира. Во другите политички партии не би сакала да навлагам, но тоа што ги гледам јас кандидатите, мислам дека се уште е недоволен бројот на жени кои што се во политиката. Се вклучени, така. Само би додала дека мислам дека уште перцепцијата и јавното мислење е дека жените не можат да одлучуваат и дека жените се послаби во процесот на креирање на политики, сега во конкретен случај локални политики. Овие избори во Куманово се малку поразлични од останатите. Покрај вас во игра се уште 4 имиња, независни листи. Очекувано ли беше нешто вакво и дали граѓаните можат да дадат поддршка на трета опција? Така, овие избори за мене се исклучително интересни, да кажам, во Куманово, затоа што до сега, барем јас, немав прилика да видам вака интересни избори, толку понуди и граѓаните да имаат толку избор. Мислам дека овие избори легитимно е тоа што го направија сите, и јас сум за тој продемократски пристап и за повеќе опции, затоа што на крајот на денот ние живееме во повеќе партиски система, како да се навикнавме да живееме во двопартизмот. Мислам дека имам интересни понуди од сите политички опоненти и мислам дека навистина трета опција постои. Тоа можам да кажам слободно дека ова движење како коалиција на Дом и на ЛДП нуди една програма која што е културна, програма која што има граѓански пристап и програма која што навистина може да понуди мерки кои што се остварливи и решенија. Ние не ветуваме кули градови, не ветуваме градење на некои неостварливи проекти, ние само нудиме еден поразличен пристап и мерки кои што навистина можеме да ги оствариме. До сега да, можеби немавме толку опции, но овие избори со листите и со кандидатите за градоначалници, граѓаните навистина ќе знаат за кого да одлучат. Тука сме сите заедно, јас мислам дека и на крајот од денот и кодексот што го потпишавме ќе се држиме и до него, и дека сите ќе останат на своите агенди и нема да постојат дополнителни препукувања и некакви интриги. За мене ова ќе бидат избори не само што директно ќе сум вклучена, можеби и тоа е мојата предност, можеби и ова искуство за мене ќе биде, сигурна сум, едно од најзначајните, затоа што на вакви интересни избори ја влагам во игра. Но и од друга страна и за граѓаните овие избори се интересни за гледање, но и за опција. Тие можат да си ги прочитаат програмите, да го видат концептот, да го видат пристапот на сите други политички партии, на сите други политички партии, опции, па и граѓански здружени иницијативи, и да си го направат својот правилен избор. Мислам дека времето е за трета опција. До сега слушавме дека црно-белиот свет и тоа сивило некое во кое што постојано живеевме не опколуваше сите нас. Сега граѓаните имаат можност да изберат и трета опција и зошто да не можеме тоа да бидеме и ние. Сметате ли дека е предност што сте помлада од останатите кандидати? Дали ќе ги добиете гласовите на младите? Некои сметаат дека не е предност, јас сметам дека е предност. Јас сум исклучително тимски играч, јас знам каков тим и нашата советничка листа, какви луѓе имаме, племенити, искрени луѓе кои што се истакнати на своите професионални полиња и луѓе кои што не се себични својата експертиза да ја даваат за решавање на локалните проблеми. За мене тоа е предност затоа што кога зборуваме, како што ви реков, за младите, да, ние сакаме младите да креираат политики, но некаде на страна. Не, ставете ги младите
директно. Тоа би го порачала и на сите кандидати. Ставете ги директно младите да одлучуваат доколку навистина верувате во младите. За мене ова е предизвик, би се согласила со тоа, но за мене ова е предност затоа што директно ги застапува младите. Јас сум во круговите на младите. Колку и другите нели да организираат и средби со млади и некакви активности, сепак тој што гласот на младите во себе го чувствува затоа што е млад човек сум јас и сметам дека ќе ја добиам поддршката од младите секако ако се согласуваат нели со предлозите, со мерките, со идеите што ние ги нудиме. Периодов и имате доста средби со младите. Кои се нивните барања и дали тие се задоволни од тоа како функционира нашата општина? Па младите генерално се апатични во нашата генерално држава. Во Куманово можам да кажам дека имам чувство дека се незаинтересирани. Некако како информациите да не стигаат добро до нив, дали тоа е до транспарентноста, дали тоа е до едноличноста која што ја нудат политичките субјекти, но тие едноставно не сакаат да бидат нели дел од политичките случувања. Зошто? Затоа што некако се искористени. На крајот на денот тие се чувствуваат искористени. Во сите нели предизборни кампањи гледаме дека некако се трудат политичките партии да ги привлечат младите за тие да бидат активни, но после изборите више се заборава на категоријата на млади. Затоа тие едноставно се тргаат настрана и не сака да бидат дел од тоа. Како некој што работел на повеќе проекти со амбасади, проекти за младинско учество, првата работа која што младите ја побараа е кино во Куманово. Кино во Куманово секаде, кој слушнав од сите анкети, младите бараат кино во Куманово. Исто така можам да, исто еден млад човек кој што е во нашето движење, кој што е активен, направи еден одличен проект, тоа е скейт парк. Недостасуваат адреналински паркови во Куманово и затоа ние во нашата програма токму го нудиме реализацијата на тој проект скейт парк, кој што е исклучително добар проект изработен од млади луѓе. Така, и сакав да ве прашаме следното прашање. ЛДП досега беше во коалиција со СДСМ. Мислам дека во Советот имавте еден ваш член кој што реално и не можеше нешто многу да направи за градот. Зошто граѓаните еве да ви дадат поддршка? Тоа сакав да ве прашам, значи кои се трите работи што најпрвен би ги направиле доколку го добиете градоначалничкото место во Куманово. Така, ЛДП да беше во коалиција, тоа е според мене сосема легитимно една партија затоа што ние живееме во повеќе партиски система како да се навикнавме да живееме во двопартизмот. Легитимно е тоа што ЛДП сака да понуди нови вредности, нови идеи, нови и остварливи мерки. За мене е сосема нормално сите ние имаме на крајот на денот една иста цел, а тоа е да ги задоволиме граѓаните и да им ги дадеме нивните услуги кои што им се загарантирани со закон, но и потребни. Ова се само нашата замисла за тоа како мислиме дека треба да се решат локалните решенија. Она што ние би го направиле прво во првите неколку дена или првите група на денови, јас би рекла тоа е креирање на град за млади, односно би предвиделе буџет за млади, отворање на скейт парк и дигитализирање на општината. Значи смарт општина е нешто што ни е потребно на сите нас. Еден клик да си блиску до општината, но и општината да е блиску до тебе. Што е со поддршката за старите занаети? Го спомнавте чевларството. Така е. Значи јас како што реков и претходно, јас потекнувам, мојот дедот беше чевлар целиот негов живот, така да чевларството за мене исклучително има и некоја емоционална нота буди кај мене. За мене чевларството е нешто кое што треба постојано да се развива, но некако не гледаме дека поддршка добива чевларството, така да ние во нашата програма предвидуваме отворање на чевларски сајм, најпрво поставување на една чевларска скулптура во центарот на градот и отварање на чевларски сајм во кој што чевларите ќе можат слободно да си ги покажат своите производи и да се добие повторна таа атрактивност на Куманово како чевларски град. Мораме повторно да го брендираме градот, затоа што тоа е сликата на градот. Исто така за најчиите нудиме и субвенции кои што ќе им помогнат во делот на купување на опрема со цел помош во нивното производство. Во однос на зелената агенда, што ќе понудите за граѓаните? Така, за мене исклучително значајно е сепак да живеем, иако градот треба да биде урбан, брз, модерен, да биде чист и да биде зелен.
гледам дека сите нели политички опции кои што сега се нудат зборуваат за нешто зелено. Најпрвен зеленото треба да биде внатре во нас, односно ние да чувствуваме и да се однесуваме како одговорни граѓани. Јас сум одговорен граѓанин и јас не фрлам на улица ѓубре. Тоа морам прво да го кажам затоа што не може да не го почитуваме својот град, ако ќе отидеме во други држави, тоа да не правиме такви грешки како што ги правиме дома кај нас. Во однос на зелената агенда, ја сметам и нашите коалициони партнери Дом понуди исклучително значајни решенија и заедно креиравме едни предлози и мерки кои што мислам дека за почеток ќе бидат солидни во однос на креирање на Куманово како зелен и урбан град. Како такви можеме да ги споменеме поставување на фотоволтаични системи на сите објекти кои што се во локална собственост. Потоа за граѓаните ќе даваме субвенции до 60.000 денари до 4 киловати за поставување на фотоволтаични системи по принципот прв дојден, прв услужен. Секако нема да можат сите граѓани да ги добиваат овие субвенции, но оние кои што први ќе дојдат, први ќе се пријават, ќе можат да искористат таа можност. Како исклучително интересно за мене се и субвенциите кои што ги предвидуваме во нашата програма за велосипеди и за тротинети, со што за велосипеди до 3.000 денари граѓаните ќе можат да добиваат ваучери за да си купат свој велосипед, а до 6.000 денари ваучери за тротинети. Исто така предвидуваме и катастар на зелени површини, односно точно да има предвидено кои зелени површини и тие да бидат маркирани и да може да се знае колку уствари зелено постои во нашиот град. Исто така како дел од зелената агенда предвидуваме и 15 блоковски паркови, како што можеме да видиме на секој чекор во нашиот град постои една зграда, немаме мали паркчиња каде што ќе можат граѓаните да излезат, да се релаксираат, но сепак и да уживаат во својот град и во својот ден, така да предвидуваме 15 мали блоковски паркови кои што ќе можат да бидат поставени на различни територии од градот, така да мислам дека со овој културен концепт ќе можеме да започнеме. Најважно за мене е да започнеме од некаде, затоа што не можам да ветам дека ќе го направам градот целосно зелен или дека нашата советничка листа во Советот ќе се избори за сите мерки да бидат зелени, но најважно за мене е пристапот за да започнеме ние да размислуваме зелено. Мислам дека уште како јавното мислење дека уште не сме спремни колку ствари зеленото е значено, а тоа можевме да го видиме и од изборите во Германија, дека без третата либерална партија и зелена партија не може да се креира влада, така да мислам дека исклучително значајно и за нас и за нашето здравје, но и за иднината сепак на градот е потребно да се предвидат зелени мерки и политики. Исто така предвидуваме и маркици на секој контейнери со што ќе може да се знае точно каде ќе се наоѓа контейнерот, а нема да се дислоцира од едно на друго место, па на крајот на денот и да го снеме или да биде скршен самиот контейнер. Спомнавте за социјално одговорна општина. Кои се вашите предлози? Социјално одговорна општина е концепт кој што за мене е исклучително важен како личност која што мислам дека секоја група на граѓани треба да биде подеднакво застапена. Ако можеме да видиме од Законот за локална самоуправа дека една од надлежности на општината и на граѓаните да им понуди социјални политики, односно да се грижи за основните социјални потреби на сите групи на граѓани, како на маргинализираните групи на граѓани. Во нашата програма исклучително значење има и социјалната одговорност на општината која што има и која што треба да ја предвидува. Така ние предвидуваме на сите објекти поставување на пристапни рампи за лица со попреченост, со што тие ќе можат да имаат пристап до сите објекти во кои што имаат потреба да влезат, а не само како што можеме да видиме во Куманово, мислам дека само на училиште има пристапни рампи, така да на сите објекти поставување на пристапни рампи, сепак и тие граѓани се дел од нашиот град и тие граѓани треба да бидат некој да помисли на нив и да постави такви рампи. Исто така имаме концепт, не можам да ветам на граѓаните дека ние можеме да изградиме градинки, како што не ветуваат, но сепак градинка нова не видовме во Куманово, затоа ние нудиме еден поинаков пристап. Нудиме пристап на тоа простори кои што општината ќе плаќа закупнина да се користат како мали училници за деца кои што се на иста возраст од децата кои што одат во градинки, така да најпрвен ќе се намалат трошоците, односно финансиските средства кои се потребни за градење на градинка. Мислам, разликата е огромна во тоа да градиш градинка и да земеш просторија под закуп, а сепак ќе се обезбеди поголем капацитет за деца да можат за да одат во еден таков
пристап како градинка. Исто така предвидуваме и едно исклучително за мене важно е тоа што потребно да се научи што тоа, кои комисии све се одговорни во општината и кои што постојат. Јас работев на еден проект кој што токму ја предвидуваше социјалната одговорност на општината, насловен проект како кој што кочи, дали општината навистина ги спроведува своите законски обврски во делот на спречување на семејно насилство и родово базираното насилство, така да можев да увидам дека најпрвен во општината не се ни предвидуваат мерки за социјално ранливите групи, да се предвидува еднократна парична помош, но не се предвидуваат други работи и во самите тие програми кои што ги нуди едногодишните програми изработени од страна на општината, како посебна група не се ставени жртвите на семејно насилство. Свесни сме дека постои голем број на луѓе кои што се справуваат со таквата појава или со тој несакан чин, не знам како да го наречам. Постои една комисија во општината која се нарекува Комисија за еднакви можности помеѓу мажи и жени, која што можам исклучително да ја пофалам дека 4 години немаат изгласано буџет и дека имаат направено нула активност. Така да во тој дел би сакала да се зајакне функцијата на комисијата и општината да си предвидува од буџетските средства да се предвидува за активности на самата комисија. Мислам дека граѓаните воопшто и не се запознаени со тоа дека своите права може да ги остваруваат и преку таа комисија, која што можеби тука може да поработи и транспарентноста, која што видливоста на самата комисија дека постои мала, така да ние предвидуваме задолжителни финансиски средства за оваа комисија, па и координаторот за еднакви можности меѓу мажи и жени не смее да биде личност која што ќе работи нешто во општината, дали ќе биде раководител на сектор, помошен раководител или било кој од тие звања, така да тоа треба да биде лице кое што е експерт во таа област и кое што навистина ќе може да ги сослуша, но и да знае што да понуди за тие групи на граѓани и за тие маргинализирани групи. Што е со руралниот развој? Така, нашата програма има предвидено посебен оцек, посебен дел за развој на бизнисот. Сепак не можеме да збориме, а да ја заборавиме економијата. Тука го предвидуваме како одржливиот развој во урбаните подречја, така и одржливиот развој во самиот рурален развој. Тука како значајни мерки кои што ние ги предвидуваме се фармерските зони. Во нашата програма е нешто атрактивно и досега невидено, така наречени фармерски зони. Фармерски зони се зони во кои што сите фармери кои што ја вршат таа дејност ќе можат на една парцела да си ги донесат своите мини фарми и да се направи една фармерска зона која што ќе биде добра како за економијата, но и за самиот туризам, кога ќе дојдат луѓето ќе можат да видат една фармерска зона како што постојат во Европа, да дојдат да видат што всушност луѓето во Македонија прават од фармерската дејност. Исто така предвидуваме и IT номади, еден нов термин на нашето подрачје. IT саеми ќе бидат вистинско место за привлекување на IT номади. Што подразбираме под IT номади? IT номади се луѓе кои што работат од дома, луѓе кои што работат со информатиката, со компјутерите и така натаму, и сепак тие не се вржени за одредено работно место, туку сепак своите работи ги вршат од својот компјутер преку дома, така да ние ќе помогнеме, односно ќе субвенционираме реновирање на пример на селски куќи, на селски стопанства кои што ќе можат да ги примат овие луѓе за да можат да седат од дома, да уживаат во свеж воздух, во природата, а сепак да работат. Така да за нас IT номади кои што ќе ни вршат од една страна ќе ни вршат работи кои што може ќе бидат плюс за нашата економија, од друга страна сепак ќе можеме да го понудиме нашиот туризам, нашите селски подрачја кои што се исто така значајни за нас. Во огромен број ги има во Куманово и во околината на Куманово, така да мислам дека ваквата мерка ќе биде исклучително значајна, прогресивна, но и нова за кај нас. Овие саеми ќе бидат организирани, ќе бидат поканети луѓе од различни држави кои што ќе може да дојдат, да видат што ќе ни ја дадат понудата своја, што тие работат, ќе можат да видат каде им одговара да се сместат, а општината која што ќе биде одговорна за реновирање на местата каде што тие ќе бидат сместени и за овозможување на подобри услови за нивниот живот. Исто така сакам да споменам дека за малите и средните предпријатија предвидуваме 200.000 денари субвенции за купување на алати и на опрема. Не можеме да ги заборавиме малите и средните предпријатија кои што макотрпно се мачат да излезат сепак на пазарот, да ги понудат своите производи, своите услуги кои што ги даваат, така да ваквата мерка ќе биде значајна за нив. За селските стопанства исто така предвидуваме 200.000 денари субвенции, но само за привлекување на туризмот, односно во туристички цели. Мислам дека како Куманово, како општина имаме што да понудиме, но сепак малку акцент
даваме на самиот развој на туризмот, така да ваквите работи ќе бидат исклучително значајни, со што ќе се привлекуваат и странци да доаѓаат и повеќе да го посетуваат нашиот град. Интересно што заборавив да кажам е дека нашата програма предвидува бесплатен Wi-Fi низ целото подрачје на Куманово и бесплатен Wi-Fi во автобусите, односно во градскиот превоз, така да ова е исто креативно, проевропско и мислам дека ќе биде многу добро па и за луѓето кои што живеат тука, па и за оние кои што ни го посетуваат градот, дали од нашата држава, дали од другите држави, да и се има бесплатен интернет во втората најголема општина во државата, исклучително важна мерка и мислам дека е потребно да биде спроведена. Кој да дојде овие локални избори на власт, мислам дека оваа мерка треба да ја предвиди, како и сите други мерки кои што ни се предвидени, затоа што нашата програма е прогресивна и содржи решенија кои што досега не биле понудени. Да се навратиме на културата и уметноста, исто така, нели посочивте дека ќе ги ставите на пиедесталот. На кој начин планирате тоа да го направите? За нас алтернативната културата генерално сметам дека во Куманово е сведена на многу ниско ниво. Културниот живот во Куманово. Некако како да не се случуваат настани, јас правам компарација со другите градови во нашата држава и мислам дека Куманово некаде заостанува. Така да ние планираме култура за сите. Најпрво во нашата програма е предвидено улични, значи да обезбедиме општината со своите средства да обезбеди улични свирачи, пантомима, глума, така да градот да живне. Она што доаѓаат луѓето од надвор што ни викаат да градот ви е многу мрачен и многу тивок. Прво да го осветлиме вистински градот, запотоа со музика да можат граѓаните да поминуваат и да се забавуваат, дури си ги вршат нели своите обврски. Исто така како нешто кое што го предвидовме во програмата и така наречена алтернативна уметност предвидуваме кои објекти како што е стариот дом, како што е стариот завод за зависници и поштата која што се наоѓа во така наречениот зелен рид, да се отворат за младите, за граѓаните, за оние кои што сакаат да творат, кои што се слободни уметници, да изразуваат својата креативна страна таму. Од една страна тоа е добро за нив затоа што ќе имаат простор каде што ќе можат нели да ги изразат своите знаења, можности, своите креативни дејности, а од друга страна тие проекти нема да пропаѓаат и да се дувло на секакви нечистоти, на ѓубре и на несредени работи. За мене културата е исклучително важна и сметам дека исто така нашата програма предвидува и намалување на паушал на советниците за 6000 денари со цел идење на тие средства во културата, затоа што како што слушаме од страна во културата нема доволно финансиски средства, така да ние ќе пробаме порационално да ги користиме парите кои што ги земаат нели нашите советници, затоа што нашите советници се едни од најплатените во државата. Така да мислам дека овие пари ќе се користат рационално и сепак за некои подобри цели. Така. Очекувате ли дека победникот ќе се знае на 17 октомври или дека сепак има втор круг? Па јас искрено мислам дека ќе има втор круг затоа што огромна е понудата. За мене е тоа супер демократски, многу интересни се овие избори за мене. Им посакувам нели среќа на сите кандидати и мислам дека сите имаат одлична понуда. Но мислам дека на крајот на денот победникот нема да го знаеме на 17, затоа што мислам дека ќе бидат ситни резултатите, така да мислам дека не очекува и втор круг. Што би им порачале на кумановци? На кумановци би им порачала дека сега е моментот за промени и да бидат одлучни за промени. Би порачала дека ова што ние го нудиме се конкретни и реални мерки кои што се остварливи, а не желба на идеи и некои шпекулативни проекти. Би порачала дека сега точно се случуваат промените и дека јас сум лицето на промените затоа што сум најмлада и до сега кумановци тоа не го имале. Така да можеме заедно да влеземе во историјата. Би порачала да ја слушнат нашата програма, доколку имаат идеи да дојдат, да ни предложат уште нешто да доставиме, затоа што нашата програма беше пишувана во рамки на идеи и предлози од граѓаните кои што ни пишуваа на нашите социјални мрежи. Исто така би порачала дека во овие избори на вистина го имаат и третиот избор. Веќе нема простор да кажеме дека е свет црно-бел свет. Тука е и третиот избор за нив. Уште нешто што би додале од вашата програма? Нашата програма изобилува со вистински и добри мерки. Мислам дека ви кажав, но знам дека има уште многу работи кои што не се докажани. Една од нив е и сад кулата, која што изградба на самата сад кула, која што ќе го представува градот, лицето на градот, односно како градот на вистина ние го гледаме и да биде атрактивен и за нас домашните, но и за тие што ќе дојдат. Исто така во самото тоа предвидуваме и туристичко биро, како што некогаш постоело, со што ќе можат граѓаните да дојдат и да видат кои се
вистинските атракции во градот, што може да посетат, а не да одат лево десно и да прашуваат луѓе и што ние да правиме во Куманово. Затоа во нашата програма исто така се предвидени и туристички електронски мапи во кои што не само за ќе можат граѓаните да се запознаат не само кои туристички места се значени, него и тоа каде се наоѓа општината, каде се наоѓаат болниците, каде се наоѓаат сите објекти кои што се потребни да се знаат, затоа што моментално немаме ниту знаци да видиме каде се наоѓа и ние што сме од Куманово можеме да сгрешиме понекогаш, така да мислам дека ваквите мапи ќе бидат исклучително важни и значајни. Во делот на спортот би сакала да додадам дека за прв пат се залагаме за креирање на Кумановска лига во сите области од спортски дисциплини. Исто така предвидуваме и спортски алпинизам, односно поставување на карпи за спортско искачување, односно спортски алпинизам и поставување на повеќе мини паркови во кои што ќе има за стрит воркаут, односно оние шипки што се, затоа што знаеме дека има само едни, а сепак младите сакаат да излезат и да спортуваат надвор, а не да влегуваат во некои затворени простори, така да мислам дека ваквите мерки ќе бидат исклучително важни за младите спортисти кои што сепак своето слободно време сака да го поменуваат во спортот, односно во здравиот начин на живот. Ви благодарам уште еднаш што одвоивте време вечерва да бидете моја гостинка. Ви благодарам вас за поканата и се надевам дека ова што го слушнавте и вие и сите граѓани, жители на Куманово ќе биде значено, дека ќе ја пронајдат, ќе ја видат разликата, ќе изберат третата опција и дека овие избори навистина ќе бидат интересни и ќе го направат својот вистински избор. Ви благодарам на вас. Ви благодарам. А вие почитувани останете со програмата на Телевизија Плюс.